Производство на вино и ракија во домашни услови треба да овозможи новиот закон за вино. Со тоа треба да се овозможат услови за развој на семејните винарии. Правила за производство и промет со органско вино и специјализирани напитоци на база на вино, како ароматизирано вино, ароматизиран пијалок на база на вино, како и ароматизиран вински коктел, потоа полесни услови за производство на вино и во малите винарии и за физичките лица производители на вино, како и полесно регистрирање на капацитети за производство на вино, кој ќе може да се продава од самата винарија, се само некои од измените кои што ќе следуваат во Законот за вино. За да се борат и за своите права, за да се борат на пазарот, ние сме тука не само покрај ова што ги зборуваме ние директните и интервентните подршки, но тука сме да помогнеме и во развојот на винарството, односно кога зборуваме за мали винарии, знаете дека веќе делот од Законот за винарство е во собранието, каде што ќе се дадат можности да лозарите на своји винарии, односно во домашни услови, произведуваат вино и ракија. Веќе се олеснети околностите околу акцизите кои што беа пред 2-3 месеци законот помина во собранието, така да ние тука и преку други програми, пред се програмата за рурален развој каде што директно помагаме, исто така и ИПАРД програмата каде што лозарите можат да ги користат овие европски пари, се со цел во развојот. Така да само со инвестиции, со една добра организација, може да очекуваме подобри денови во лозарството во државата, но секако и за самите лозари. Деновиве Министерството исплати над милион евра на 6240 лозари за дополнителна субвенција од денар за предадено грозје во регистрирани винарници, со што се комплетираше исплатата на субвенциите за лозарство за 2018 година. Истовремено Димковски нагласи дека пред почетокот на новата производствена сезона исплатени се 9 милиони евра на 15.208 лозари за основната субвенција за одржување лозови насади.